Дали некој пат сте сонувале нешто страшно? Јас како помал ептен се плашав од некои други, едно друго и нон-стоп сонував за тоа. Не знам зошто, ама буквално сонував. И поздрав фамилио, јас сум Никикс, добравте во ново видео. Денеска луѓе читаме страшни приказни. Буквално прошлото видео ми беше мило што вие да речам на некој начин го доживеавте то и на некој начин ве фати некој страв, затоа што ми беше некако кејф да слушнам дека ве фатило страв буквално. Доколку една приказна биде кратка, ќе направам две, но доколку е долга, ќе биде само една. Така да, може да преминиме на страшната приказна. Иначе не може да снимам ова наној, ќе се... Беше една вечер кога имаше олуја и ветерот дуваше многу силно. Тоа значило дека било силно затоа што град едноставно врнело како кај нас некој пат ќе фати. А дождот паѓаше и удираше по прозорците од мојата соба. Освен дождот и ветерот слушнав еден необичен звук по прозорот. Едноставно по прозорот слушнал некој звук лош ептен. Бев уплашена, а и истовремено сакав да знам што е тоа. Значи нормално, љубопитен си едно од друго и тоа е сосем нормално. Излегов од куќата да видам што е. Видов една мртва мачка како лежи целата облеана во крв. Ау! Уште од сега на почеток мават в срце. Од страв не можев ни да размислувам, буквално затоа што страв имаш и не можеш никако да размислуваш. Но кога се прибрав, една порака која пишеше "Чувај се", буквално со големи букви пишело на таа порака "Чувај се". Веднаш истрчав дома и легнав да спијам. Значи, буквално е страшно. Сонував како некој ми зборува дека или јас ќе умрам, или некој од моето семејство ќе умре. Кога се разбудив, мајка ми беше над мене и ми кажа дека баба ми умрела. И до денес се плашам кој ми го остави писмото. Оваа приказна не ме фати нешто в срце, не ме мавна толкума да ми е жал што ова се случило, затоа што баба ми едно друго, мачката од 300 глупости. За да се расположиме, само ликнете видео, сабскрибнете се на Никикс Family, значи да стани што појака и појака, одиме на 1100, газиме. На почетокот на летото најдобрата другарка ме повика да отидам со неа на неколку дена во нејзината куќа на село. Би требало или некоја постара куќа или нешто викендица можда. Хелена знае се за мене, но втората вечер сватив дека нешто не е во ред. Буквално уште на почеток се гледа дека не било нешто во ред. Очите беа темни и од време на време изгледаше како да не ме познава. Замисли брат, ти се дружиш со другарка и да не те познават. Кога пристигнавме во куќата, незините родители не беа таму. Па гледавме филм на DVD-да. Хелена одненаш скукна од креветот и почна да мафта со рацете. Замисли брат, како можеш да мафташ, а ништо нема. Отрча во бањата викајќи на некој да ја остави на мира. Потрчав по неа и застанав пред вратата. Кога видов, не можев да им верувам на своите очи. Хелена клечеше на подот, а до неа стоеше мало дете. Блед во лицето, слушнав дека нешто и шепоти на увота, потоа си отиде лептејќи во огледалото. Брат, ноземе ми се тресет буквално, Замисли, бев во шок, но не испомнував ништо на Хелена, дека видов идните 3 дена беше супер. Кога се вратив одма, отидов кај Хелена да ја дадам еден фустан. Буквално го заборавила фустанов едно друго. Што го остави кај мене во куферот. Како што реков, го заборавила едно друго. Мајка и ми ја отвори вратата. Во ходникот стоеше една слика на која беа Хелена и низиното семејство и малото дете што се појави додека бевме на село во куќата. Буквално било то мало дете во куќата едноставно. Јас веднаш прашав кој е тој, а мајка и ми одговори дека тоа било братот на Хелена, Матија. Умрел во првата година. Не знам зошто Хелена не ми кажа за него, но знам дека малиот Матија се вратил по нешто. Буквално не знам, брат, што мој да се деси. Секакви приказни ќе видиме, се што ќе видиме во овој серијал. Така да, уште еднаш кога се расположиме, само лајкнете видео, сабскрибнете се да станете Никикс Family, најаката фамилија во Охрид, а и пошироко. Така да, тоа би било тоа за овој видео. Знам дека баш малце ве фати страф едно друго, ве дрмнав и тоа било тоа. Лайк, сабскриб и ние сега сме на тоа видео. И